Неодамна во соседна Бугарија се одржа светското првенство во скайранинг, односно планинско трчање, на кое што за прв пат учествува и нашите представници, ветераните, со дел од македонскиот тим. Зборуваме во следниве минути за да дознаеме за значењето на овој надпревар, но и за развојот на планинското трчање во нашава земја и неговата се поголема популарност. Вие бевте селектор кој што направи тим, кој што оваа година, ветерански тим, за прв пат не представи на светското првенство. Како всушност дојде до иницијативата и соработката и конечно да се представиме на светско ниво со нашите ветерани? Најпрво ти благодарам, Ирена, на поканата. Поздрав и до гледачите на Алфа телевизија. Селектор е малце тежок збор, но јас сум моментално председател на онаа комисија за скайранинг што е во рамки на Планинарската федерација на Македонија. Скайранинг, ќе дам сега малце вовета, скайранингот кај нас веќе се практикува подолги години, може 10 години. Како земја која што е 8 по светот во однос на територија и на планини, а мислам дека 3 во Европа после Ерменија и Црна Гора, ние имаме одлична основа за скайранингот и за развој на овој спорт. Скайранингот, што е скайранингот? Е малце потешка дисциплина од она трейл трчање што го познаваме сите, затоа што бара одредени карактеристики, трчање на повисока надморска височина, различен тип на терен и така натаму и така натаму. И е спорт кој што веќе во Европа и во светските рамки значително се практикува, спорт кој што претендира наскоро да стане и олимписки спорт, но нели, кај нас тоа се малце потешко иде, ние пробуваме, го гураме и така натаму и така натаму. Македонија веќе може да се пофали со тоа што веќе има континуитет од мислам дека 6 или 7 првенства светски и европски како сениорски, како настапува на овие првенства, што за земја како нашата на Балканот и од регионот сме единствени кои што има континуитет на настап на такви надпревари и сосема солидни резултати забележено. Сега оваа година се случи, нели, има мастер светско првенство, односно светско првенство за ветерани ги викаме ние, односно возрастни категории од 40 години до 60 плюс. Значи секое светско првенство ветеранско има 4 категории од 40 до 44 години, од 45 до 50, 50 до 55 и 55 плюс. И сега поради близината, оваа година домаќин на тоа беше Бугарија со Карлово и Стара планина. Ја видовме како можност да прв пат Македонија има шанса да настапи на такво сениорско ветеранско првенство светско поради близината, така што да, се беше во последен момент успеавме да се консолидиравме, успеавме да добиеме некои средства од Планинарската федерација кај нас и да успееме за краток рок да составиме некој тим кој што би можел да представува Македонија на ова светско првенство. Пак ќе кажам, тимот беше составуван врз основа на резултатите кои што ние ги имавме оваа година кај овие возрастни категории, кои што потоа моравме да направиме и добра стратегија, нели има возрастни граници, да видиме каде ние можеме да вметнеме надпреварувач, што тој може да донесе, затоа што на светските првенства целиот тим се бодува и индивидуално, па сите тие индивидуалци формираат тим кој што му носи на целиот национален тим позиција на табелата крајна во тие три дисциплини, нели вертикален километар, скај класик и ултра класик, се тоа различни должини и висини. Така што за краток рок успеавме да селектираме некој тим. Мене ми е жал што не успеа тој тим да биде поголем, иначе тука имаше барем уште 3-4 кои што претендира и кои што слободно можеа да влезат во тимот во различна категорија. Но што е тука успеавме да го составиме тимот, во последен момент ни откажа еден учесник поради повреда на ултрадисциплината која што требаше да биде. И заминавме за Бугарија, Карлово. Резултатите кои што се постигна се сосема за почит. Зошто се за почит? Затоа што Македонија на крајот комбинирано од сите настапи е 10-то место од 23 држави, значи ваѓа потенцијално 23 држави на светско првенство ветеранско е сериозна бројка. На претходните сениорски првенства кај што сме биле имало и по 50 и 60 држави, но за ваков тип на надпреварување ветеранско тоа е одлична бројка и од година на година покажува дека интересот за овој спорт и на светско ниво е се поголем и се поголем.
Македонија, како што кажав, заврши 10 од 23 држави и оно што е најважно, ние за прв пат во историјата на овој спорт имаме медал благодарение на Мартин Дамески од Прилеп, кој што не беше во можност денеска да дојде. Мартин заврши трето место во својата возрастна категорија и на крајот комбинирано, мислам дека е втор, ако не се лажам, што е огромен успех и е само показател дека и тимот е добро селектиран. Мартин покажа дека е во одлична форма и на одлично ниво и секако тоа е плюс за целата држава и за самиот спорт. Зошто? Затоа што официјално спортско надпреварување, светско првенство, ние на крајот бевме горди кога Мартин се качи на подиумот, каде што се покажа македонското знаме, каде што не представија и треба да представува само еден мотив плюс не само за ветераните, него и за оние помлади кои што се бават, да кажам, со овој спорт, пак ќе кажам бават затоа што во Македонија ние за жал немаме професионален спортист во скајранингот и општо во овие трки на планини. Се е тоа ентузијастички, се е тоа секој тренира колку што му дозволува времето и условите. Пак ќе кажам за жал затоа што и скајранингот и општо трките на планина кај нас се уште не се гледаат со она око на професионален спорт или пак на спорт каде што некој може сериозно да се вложи и тоа да го прави секојдневно од тренинзи, од исхрана и да ги планира своите трки. Но нели ние се надеваме дека ќе биде виден овој спорт затоа што пак ќе кажам ние сме амбасадори на Македонија и Македонија има одлични услови. За оние што се бават со трчањето на високи планини не им треба сали, не им треба некои посебни услови, им требаат патики и опрема за трчање, затоа што терените ги имаме. Настапот во Бугарија одекна во оваа, да речеме, заедница кај нас и беше прифатен со симпатии и со све она што успеавме да го направиме, почнувајќи од целиот тим, значи Александар Кирковски, Мартин Дамески, Марија Пеликон и Валентина Узунова. Валентина Узунова посебно затоа што она настапи во највозрастната категорија 55 години плюс, меѓутоа Вале е многу повеќе од 55 години, но одлично настапи, ги заврши двете трки и донесе бодови кои што беа на крај дел од целокупното бодување на тимот. Така што еве Жикица Ивановски за жал не успеа да дојде, он требаше биде единствен представник во најдолгата дисциплина, со што верувам дека ќе можеме уште едно до две места на табелата да отидеме погоре, но како и да е, отидовме со многу мал тим, само колку беа 5 мина требаше да идат со четворица надпреварувачи кои што го дадоа максимумот, така што ние завршивме на табелата и пред тимови кои што реално имаат многу поширок состав, што значи дека резултатите кои што ги направија нашите надпреварувачи беа одлични. Сега останува ова да биде мотив за сите понатака и за повозрастните, дека не треба да се откажува, дека еве имаме сериозни ветерани, јас ве викам ветерани по наводници, а секако посебно и за оние помладите кои што се бават за ова. Јас се надевам дека ветеранското првенство нема да биде ова прво и последно, него ќе има Македонија прилика и ветераните повторно да се покажат на дело и на следно првенство. Сега за сега се уште немаме информација каде ќе биде и кога следното ветеранско првенство, но еве ние како комисија и оваа заедница и Skyrunning од комисијата ќе следи све што се случува, така што ќе бидеме спремни. Марија, вие бевте дел од нашиот тим кој што учествуваше на Skyrunning. Од кога всушност се занимавате со планинско трчање? Вака, добро утро пред се и голем поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. И ти благодарам и на тебе за поканата и ексклузивната можност да кажеме збор 2 нели за националниот Skyrunning тим, кој што неодамна настапи во Карлово, во Република Бугарија, поточно во периодот 3 до 6 октомври. Сега прашањето од кога јас се занимавам, значи се занимавам скоро 10 години, меѓутоа со атлетика генерално, со планинско трчање последните 4 години, да бидам пет искрена. Меѓутоа одам на сите планински трки, значи не пропуштам ниту една и на вистина ќе кажам дека како дисциплина е многу тешка, многу мачна, бара посебна психофизичка подготвеност и нели секој терен носи свое уникатно искуство. Значи немаш некое, да речам, некоја процедура стандардна за што би можел нели да аплицираш за оваа или онаа стаза. Се зависи значи од теренот,
од надморската височина што се совладува, но некогаш и од временските услови. Овој пат во Бугарија навистина имавме лоши временски услови, дури дел од, да речам, стазите беа модифицирани, изменети, па дури и скратени, бидејќи се соочивме со страшен дожд, снег и ветар. Така што ќе кажам дека навистина тешка, но преубава дисциплина, бидејќи имаш можности да уживаш во погледот, во предалот. Само би посакала секој да се проба и нели. Од неколкумината наши учесници оваа година настапивте вие како представник на женски надпреварувачи заедно со уште една представник. Едно е да го споменеме, значи целиот тим, националниот тим за прв пат што се сочини во Skyrunning. Тоа се Валентина Узунова, јас Марија Пеликон, Александар Алек Кирковски и Мартин Дамевски. Имаше уште еден член, меѓутоа нели поради повреда тој изостана. Жикиц Ивановски, еве поздрав и до него, навистина одличен ултраш од Македонија. Штета што ете и он не присуствуваше да го збогати тимскиот резултат, меѓутоа навистина нескромно ќе кажам дека направивме еден голем исчекор, еден голем успех и станавме видливи на светската сцена. Со тоа што еве ќе оставам нели понатаму и Дуле да каже, тимски бевме, екипно бевме 10 од 23 земји. Индивидуално јас за себе да кажам, значи се трчаше вертикал 5 километри и Sky Classic од 33 километри. Ако еве значи тоа да кажеме вертикалот беше со 1000 метри искачување, Sky Classicот 2400 плюс. Меѓутоа ќе кажам дека ради времето повторно, да не се повторувам, беа патиките малку скратени и модифицирани. Условите доста беа тешки и повторно ќе кажам дека стварно дадовме сите од себе максимум достојно да ја представиме Македонија и да ги оправдаме очекувањата на нашиот селектор. Не само што ги оправдавте очекувањата, туку слободно можеме да кажеме дека и ги надминавте, затоа што ова беше практично прво учество, а веќе се покажавте во едно навистина солидно светло и успеавте да докажете дека имаме одлични надпреварувачи во Skyrunning. Прво учество на вертикалот еве конкретно за себе од 5 километри бев 9 од 12, а веќе на Sky Classicот кој што се случи значи преку еден ден, вертикалот беше во петокот, а класикот беше во неделата, бев 10 од 14, што на крајот завршив значи во топ 10. И навистина сум презадоволна од сопствениот резултат. Значи перформанс направив одличен, од аспект на тоа што и здравствено се чувствував баш во тој период добро, немав некои повреди. Времето малку нели остави така последици, се боравме малку, нели лизгав терен технички малку беше напорен. Меѓутоа на крајот кога завршивме финиш линијата, мислам дека сите бевме пресрекни и морам да кажам дека Мартин дури Дамевски беше и трето место во неговата старосна категорија, што навистина не направи сите горди како тим, како екипа, да го развиеме таму македонското знаме, стварно беше едно уникатно доживување за сите, мислам. Како течат подготовките? Во текот на целата година Македонија има преубави планини, веројатно на континуитетот мора многу да се внимава и мора постојано да сте во форма и во добра кондиција. Така, јас секогаш милувам да кажам дека со трчањето нема калкулации, значи ако се тренира редовно, резултатите секогаш се тука. На нашиве планини ние имаме значи совршени услови за тренинг, посебно на Шара, Љуботен, еве Тито врв, значи имаме Битола Пелистер, значи имаме можност каде да тренираме. Единствено што треба само да сме дисциплинирани, упорни и мислам дека успехот нема да изостане и ова еве нека биде мотив да ветераните да знаат дека се видливи. Јас искрено кога ми се јави селекторот, односно Дуле, да ми каже дека сум избрана, селектирана за ова светско првенство, навистина бев поласкана, бидејќи сватив дека резултатите се видливи, дека сепак некој го следи тоа, ги гледа, ги субира и едноставно еве подстрек ветераните да продолжат во иста насока. Значи само упорно, борбено, а посебно во планинското трчање, возраста точно ја дава онаа предност во издржливост, што токму тоа се бара нели на планинските трки. Значи возраста, со самата возраст доаѓа и онаа издржливост, што е навистина плюс. Кај нас веќе тоа е, да речам, позитивно. Се чини дека во последниве години планинското трчање станува се попопуларно кај нас.
Да, навистина станува многу популарно. Во овие трки, например, низ Македонија, што ги има, се повеќе се бара место плюс, бројче плюс, што значи луѓето веќе едноставно уживаат во трчањето, уживаат во планината и најдоа совршен начин да го спојат нели корисното со забавното, и навистина мене ми е многу драго што има многу млади луѓе кои што почнуваат, ги прават своите први чекори, нели некогаш бараат искуство од нас повозрастните и така натаму, меѓутоа само ќе апелирам да се задржат и само со дисциплина така ќе има успех. Значи нема калкулација, нема флертување со спортот, дефинитивно само дисциплина и резултатите да не се откажуваат лесно, значи нормално дека има и падови, некогаш некоја трка ќе се истрча и помалку, да речам успешно до на време што нели секој за себе си го предвидел, меѓутоа нема откажување, тоа е тоа, секогаш има нели, секогаш може подобро и повеќе. Настапот на светското првенство во скайранинг во Бугарија е сигурно дополнителен мотив за сите вас што бевте таму и што се вративте со овие убави искуства и со овие солидни резултати да продолжите и понатаму со уште поголем елан и енергија. Така е, секако мислам дека Мартин доби покана од самите организатори да учествува на уште една скайранинг трка, така што ете, навистина јас сум полна со импресии и се уште сметам дека можам многу да дадам, имам самодоверба голема и се надам сите така ќе продолжиме. Колку е значајно учеството на светското првенство во скайранинг за нас како тим и како држава? Вака прица да изразам огромна благодарност до селекторот и председателот на Скайранинг Федерацијата во Македонија, Душко Петрушевски, кој што го препозна моментот, го лови моментот, значи, и сочини во куз период, значи, екипа, која што навистина беше достоен репрезент и едноставно сите влеговме во овој проект премногу ентузијастички, премногу, значи, желни за успех и мислам дека на крајот на денот дефинитивно испишавме една успешна приказна. Повторно ќе кажам дека во спортот, воопшто, а и во планинското трчање многу малку пари се издвојуваат, многу малку парични средства и затоа и не може да биде до тој степен видливо. Меѓутоа, пак ќе кажам, за нас е многу значајно да бидеме на мапата, на светската мапа, да бидеме како Македонија видливи, а индивидуално за секој тркач е премногу значајно, бидејќи тука е теренот каде што се одмеруваат силите со светската елита, да речам, и каде сме ние, каде се они. Благодарам.